Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на ТВ Сонце. Како што ветивме, денеска ќе имаме разговор посветен на короната. На линија се обидувам да го добијам, пред малку стапивме во контакт, да го добијам доктор Даниловски, со кого во живо преку Skype ќе разговараме за моменталната ситуација и она што не очекува во врска со короната. Ние сме во предизборие, ние сме во силно политичка, исполитизирана ситуација. Имаме, така да кажам, и попис и избори, и мислам дека повеќето од разговорите почнуваат и завршуваат тука, за жал. Колку е ризикот од се во ова и прашањата кои ги добив од вас. Значи, драги мои, прашања може да поставите. Сакате, идете на мојот Facebook профил, можете да поставите прашање на објавата за најавата за гостувањето на доктор Даниловски. Можете да ми испратите по месенџер, бидејќи не мора секој јавно, нели, ќе ја почитувам вашата приватност. Доле во телопод ќе се појави и ќе се појават телефоните ако некој постави прашање во режија, па по Вибер да ми го пратат, или на мојот мејл да пратите, така што имейл адресата нека стои. Ја добив десетина прашања за докторот, но за тоа подоцна. Го имаме доктор Даниловски на линија, му посакувам добро вечер, добре дојде, одамна не сме се чуле. Добро вечер, докторе, дали се слушаме? Добро вечер, слушаме, фала на поканата. Како сте, докторе? Никогаш подобро. Одлично. Дали сте вакцинирани, прво прашање? Да, дефинитивно. Втора доза 25 мај, Pfizer. Така. Како сте сега? Почнав дупло да гледам после вакцината. Се шегувате. Добро. Докторе, можам само да заклучам една... Не, убаво го направи уште малце камерата натаму, да? Не, обратно. Така. Во тоа попразниот дел ќе стои мојата слика. Па малце и моето его нека се задоволи, да бидам у кадар. Добро. Во ред е? Да. Океј, фокусирајте се на мене. Докторе, кои се вашите сознанија за оваа епидемија која веќе втора година не знам, го коси, го владее, го менува целиот свет и ментално, и политички, и во позитивни, но и во многу негативни насоки? Ова е интересно прашање кое што веројатно заслужува да биде експлорирано, така да кажем, од повеќе профили, од повеќе експертски и групи дури. Ова не е само прашање за епидемиолог, веројатно треба и социолози да седнат, и психолози, и психијатри во крајна линија, зашто станува збор за една, би рекол, општа планетарна катастрофа, катаклизма, туку речи, која што, како да кажам, направи да една мирна вода во која што, во една бонаца во која што долго време живеевме. Знаете, живеевме во една долги години без војни, без било какви ломови, така натаму, во обштествени, се навикнувавме на придобивките на цивилизацијата, мислевме дека на прагот сме и на безсмртноста дури, лекови против старење почнаа да измислуваат, така натаму, нели, во најава. И туку речи како да бевме на прагот на победа на природата, за да дојдеме до сознание дека сме биле толку многу кревки што еден невидлив таму вирус едва и жив, полужив, нели, тоа се ни живи, ни мртви, ни неживи суштества во наводници, да не направи лом. Да не направи лом и до таа мера ја узбурка водата,
да се изразам така, не предизвика цунами, туку предизвика една повеќекратна, да кажам, неколкократно поголема несреќа од цунамито, што предизвикува и избија на површина многу работи кои што веројатно ќе ни служат за памет во некој нареден период, за еден вид измудрување, и тоа е секогаш така. Низ искушенијата измудруваме и стануваме, онака, го гледаме светот од некоја повисока орбита, така, секој зло за добро, велат во народот. Што се случи? Се случи да ние практично се издиференциравме меѓу себе, видовме кој е кој, видовме колкумина се всушност фалш квалитетни интелектуалци. Видовме колкумина се балони од сапуница. Видовме кој е вјера ако не вјера, како што Njegош на времето рекол. Во смисла на тоа да се почнавме веќе да се разпознаваме меѓу себе и сега веќе сите се знаеме кои сме и што сме. Нели, кој во што верува, некој е конспиративно настроен, друг е кон она што значи вистинска наука е она за кое што нешто постои научен консензус. Така што дисонантно звучеа некои поединци, некои покличи дека од оние познати теории на заговор, не постои вирусот, па не прскаат, па биолошка војна, па не знам, па не бил изолиран вирусот никако, па како се секвенционира во лаборатории, како се определува дали е делта, алфа или не знам кој, ако него имаш изолиран вирусот во секое време. Како е направена кинеската или кинеските вакцини, кои се што направени од инактивирани вируси, ако ги нема вирусите како ентитети материјални. И така натаму. Значи, се разбуричка баруштината и сите фекалии, секоја беше фекалија, се појави на површина. Така што, сакам да речам, добро е ова за воиднина, затоа што едноставно, знаете како, имате нива жито и она што е куколј, она што е пиреј, ако го искорнете, ова ќе се искорне само, останува чистото жито. Мислам дека не чека посветли времиња на почвата на ова, на теренот на ова што значи ова планетарна несреќа. Знаете, она како птицата Феникс, ки изникнеме од пепелот, нема назад и нема предавање. Океј, го спомнавте баш интересно тој миг на дали е детектиран вирусот. Имено се појавија дури видеа. Ја од време на време има луѓе, се согласувам, кои се конспиративни и само исклучиво такви видеа гледаат. И ги разбирам дека тоа ќе те однесе у параноја. Но за разлика од нив, јас ги гледам и ги слушам и ги следам и научните, но и конспиративните. Малци ми беше тешко да дојдам, па ако ми помогнете тука, кога го спомнавте конкретното секвенционирање на самиот вирус. Но пред да ве прашам тоа, ја колку што разбрав, и ја на некој начин се дообразував, дека дали вирусот е живо или неживо суштество. Како тогаш се однесуваме спрема нешто што е неживо? Знаете што ми е мене логиката? Ако имаме жив створ и нашиот одбранбен механизам се провери против живи суштества кои не јадат, дали генерално онака најлаички сум во право кога ќе го кажам ова? Ако имаме туѓа материја, например, олово и така натаму, ние се третираме како затруени, па се прочистуваме. Интересно е дека терапиите за вирусот, на страна овие вакцини, терапиите за вирусот се многу блиски со терапиите за детоксификација. Тоа е моја некоја новинарска, онака површна. Дали сум јасен, дали би можеле тука да ми дефинирате малку? Прво можеме да идеме и теориски. Што е вирус?
жив ли е, не ли е жив? Ја знам дека он има некаква ДНК во себе. Дали самото постоење на ДНК него го прави жив створ, или он жив створ исклучиво ако е во мој организам? Ако не е во мој организам, што е тогаш? Станува збор не за навистина неорганска материја и мртва партикула некоја, која што, да замислиме сега, не знам, молекул железо, па сега тој да предизвикува болести, не во таа смисла, туку во смисла за вирусиве воопшто. Се мисли дека се на некој начин на граница меѓу живото и неживото, во смисла на тоа што имаат многу редуцирана, многу оскудна структура. Тие се практично чист генетски материјал со некоја си обвивка од озгора, без органели клеточни, без органели, без цитоплазма, и практично се совршени паразити. Значи, тие се заради тоа што поседуваат во себе генетски материјал, ДНК, некои се РНК, некои се ДНК вируси, ги има две категории. Заради тоа имаат способност за размножување, ама не можат самостојно да се размножуваат, туку им треба домаќин, односно тие се внатре клеточни паразити и на нив им треба да влезат во клетките на одреден домаќин, животно или друг жив вид или човек, за да можат да се размножуваат. Влегуваат во клетките на домаќинот, освојуваат една по една, на секоја од клетките во кои што ќе навлезат, практично ги освојуваат до таа мера да ги свртуваат ги претвараат во фабрики на самите себе си. Значи, како ќе влезе и автоматски секоја клетка почнува до бескрај да го реплицира. Сведува негови копии. Па таа кога ќе се потроши, таа умира од една друга и така натаму. Значи, во таа смисла е совршен паразит и во таа смисла е извонредно жив. Но пак ќе речам, од аспект на тоа што се очекува да има еден микроорганизам, да има цитоплазма, да има клеточна мембрана, да има јадро, да има внатре генетски материјал, ДНК, клеточни органели во смисла на разни митохондри, рибозоми и така натаму. Во таа смисла апсолутно не личи. Значи, е многу по-прост жив вид или жив створ. Сега, тоа што му недостасува, тој си го надоместува со тоа што паразитира внатре во клетките на домаќинот, за да се размножува. Моето прашање сега следува, фала ви на објаснувањето, ова беше повеќе лекција, искрено да ви кажам, што е добро, бидејќи немате време да ги објасните овие работи на други телевизии, каде што, нели, во оние вртелешки, секој по 5 минути и така натаму, новинарите колку да пополнат време, колегите, за жал, тоа е тоа. А овдека барем имаме време за некаква и подетална експликација. Секако, ние не можеме да ја знаеме медицината како што вие, луѓето од таа феласт ја проучувате, но сметам дека од време на време треба едно малце понаучно популарен пристап. За жал, ова е моја констатација, да не ви ставам зборови во уста, ние немаме ниту една телевизија со образовна програма. Значи, некогаш Македонската радиотелевизија имаше утринска училишна програма, образовна програма и тоа беше некаква традиција сегде. Ја само искрено да кажам, гледајќи преку примерот на собствените деца, кои денеска гледаат Да Винчи за да поднаучат нешто, или National Geographic, кога не прикажува авионски несреќи или пропагандни филмови за авионите на Соединетите Американски држави. Така да, тоа се тие работи каде што они, ако научат од некоја општа култура, бидејќи школството е прилично оскудно за вакви пошироки сознанија. Иако и во биологија се учи, и во средно, барем некакви базични работи. Следново прашање. Мене ме збуни... Да, повели? Ми текна само околу ова образовноста, околу можноста да... Те тригеришев, добро? Да Винчи или не знам каде. Најмалку на училиште се учи најмалку по часовите по биологија. Па, јас сум сведок. Мој познати некој, кои што се дипломи на
факултетски образовани од општествените науки. Па јас се шокирав кога видов дека не прават разлика, не знаат што е вирус, што е бактерија, века сега што правиме мудовет. Ама чекај, вика... Не, се согласувам. Од општа култура треба да го знаеме тоа. Од општа култура. Не мора да навлеземе. Од општа култура треба да го знаеме. Крај. И вика, ама чекај, како ти тоа ми викаш антибиотици не делуваат на вирусот? Нели ова ја што трубам и со мои колеги паневски компанија по мреживе, како вика не делува, викаш не делува на бактерија, кога во вирусот, пази сега, во вирусот се ствара бактерија на која што делува антибиотик. И сега што тука да кажеш, нели? Прекинуваш дискусија понатаму, тоа е исто кој на кучката. Со констатација која ги руши законите на физиката, бидејќи бактерија е, да речеме, 1 микрон, а вирус е 0,00 колку микрони. Тоа е исто како ја да родам слон возрасен во себе. Така, како куриозитет, велам јас, ова што разочарувачки ова звучи, затоа што збориме за академски образовани луѓе. Ама зборуваме, всушност, што е ова? Ова е од она што реков јас, жабокречината се разбуричка и излегува многу фекаломи надвор. Ова е една од тие фекалии што излезе. Па стана јасно дека всушност образовниот систем ни е на коленици, ни е инсуфициентен, ни е балон од сапуница. Кај нас се штанцаат дипломи, генерално зборам, не мислам на медицината. Едноставно кога интелектуалец, правник нека биде, економист, па нема појма што е вирус и бактерија, па што ќе правиме ние мудавет понатаму. А да не зборам и за други работи овдека, па да се... ваш колега, професор, кој му дошло, фрикнал нешто со студенти и им побарал да ја кажат азбуката. Од 30 студенти само 3. Значи, ја не знам дека ја знам, ја толку ми го испрале мозокот мене како дете, да еве у моментов ја кажа. Значи, тоа е некаков имприт кој, значи, општа култура. Ја не знам дали ми треба или не ми треба, ама сигурно длабоко во мене таквите знаења на општа култура ти помагаат да се справиш во животот и да се соочиш со предизвиците во современата цивилизација. Извинете малце што се правам препаметен. Сигурно не е клучно да ја знаеш азбуката, но ако веќе претендираш да се занимаваш и интелектуално да се надградуваш, човек треба да познава многу работи од општата култура. Не се, но многу треба да ги познава. Моето прашање беше збунувачко, зошто ова го почнав со вирусот и со теориите на заговор. Не сакав во почетокот во екот на пандемијата, но дојдов до неколку видеа, меѓу оние параноични видеа, кое едно ми се виде малку автентично, каде што еден ценет професор, јапонец и тоа, говори на катедра, каде што вика, ние не сме го утврдили. Врз основа на што ние градиме вакцини, кога ние го немаме секвенцирано, ние го немаме детектирано вирусот на COVID-19. И нормално, кога некој таков од фелата ќе го каже, после друго не се слуша што е одговорот или што се фактите. Еве, што предпоставувате дека не му било па го изговорил тоа, а што му одговара научната заедница на ваквата констатација? Бидејќи, нели, за оваа констатација добив се, но не добив што е одговорот на се во ова. Јанко, пропорцијата, застапеноста на, ќе речам вака сега, психопати, меѓу научниците, меѓу стручњаците, меѓу нас професорите, е иста каква што е иста, како што е и во општата популација. И се сум одговорил се. Не, потполно си во право, потполно те разбирам и само ја тоа го визуализирам и глава се извинувам што изгубив сериозноста. Во право сте, ве молам продолжете. Одлично говорите. Да се надоврзам, нели?
имајќи предвид што е дефиницијата и карактеристиките на психопат. Тоа не значи дека психопат не може да биде и кардиохирург, и да биде доктор по економски науки и така натаму и така натаму. Да, продолжете. Може, така што па нели оние сексуални напасници не ги има само меѓу овчари и меѓу приземни необразовани луѓе по планина, туку има и професори што се силуватели. Има режисери, во Србија имавме скандали. Имаме меѓу магнати богаташи низ Америка, онаму, да не ги спомнувам. Не мора да ги спомнуваме, се е јасно. Извитоперени умови секаде. Што е одговорот на ова? Дали е виден под електронски микроскоп и како е детектиран, секвенциониран ДНК-та на овој? Ја видов низ тие, колку моето површно образование, значи, дека ДНК се секвенционира низ оние така наречени кади со гелови, кои електронскиот микроскоп ги транскрибира, па таму се визуализираат како едни нишки црвено-црни во разни бои со детали и така натаму. Не мора да идеме многу стручно, но кажете ми, детектиран ли е, виден ли е, го знаеме ли точно со што си имаме работа? Да. Значи, вака, прво, мене не ми е експертиза молекуларната биологија и не можам да влегувам во детали околу технологијата. Ја ви благодарам што ќе одговорите било што. Нели, значи не можам да зборувам за детали за технологијата на секвенционирање, како оди тоа постапки, тоа треба да прашате некој друг. Но дефинитивно она што е производ, готов исход од таквите тие напори, резултира со стотици, ако не илјадници фотографии, автентични, електронско-микроскопски фотографии на вирусот. Дури го имаат и така, да кажем, изманипулирано да има сега и 3D, трето со 3 димензии дадени негови форми од автентични фотографии. Така што не е спорно дека е регистриран. На Google можете само да пишете автентични слики на вирусот и ќе добиете не знам колку во пребарувањето адреси. Значи не е спорно дека не е детектиран, дека не е виден, дека не е секвенциониран, ако па видите, еве од мој епидемиолошки аспект, па уште кога се појави вирусот во Кина и кога го почна походот во Италија прво, па во Америка и така натаму кога се распространи во светот, уште тогаш врз база на секвенционирање со идентификација на секвенците на геномот на одделните вирусни линии кои што се анализира прво во Кина, па потоа во други места каде што други континенти каде што беше распространет, врз основа на споредување на секвенците таму и на другите места можеше да се трасира, можеше да му се влезе во трагата, баш онака детективски, како одел патот негов и походот на одделни места низ планетава. Така што воопшто не е спорно дека е идентификувана комплетно генетската секвенца на вирусов и не само на оригиналниот, вуханскиот, туку после и на сиве други варијанти или мутанти што се појавија, вклучително и овој последниот Делта. Не е тоа што спорно. Да идеме сега веќе вашата стручност. Рековте пред известно време кога приватно се слушнавте, рековте дека правите некоја детална анализа за големата епидемија на хонконшки грип пред околу 30, 40 и 50 години кога беше, споредено со ова. Дојдовте ли до некакви заклучоци за епидемиолошката слика тогаш, денес? Зошто тогаш така, зошто денес така, смртноста, заразноста? Дали ја завршивте таа студија или се уште вие во... Не е завршена, меѓутоа она што проминираше како заклучок генерален е дека овој сега Делта типот е најмалку 5-6 пати позаразен, попренослив. Ако кај вирусот, да кажеме, еден заразен
ќе зарази други некои си 1,5 двајца или 1,5 двајца од прилика, сега Делта заразува 7 до 9 души. Сигурно не е тоа најзаразен вирус на планетата, затоа што таков е на пиедесталот остана вирусот на морбилите, на малите сипаници, кои што се заразуваат 12 до 18 нови осетливи луѓе. Она што се осозна како генерална разлика беше дека кај грипот, кој ќе почне да се појавува кој ќе се појави нов тип и кој ќе почне епидемиски и пандемиски да се шири, тој тоа го прави на некој начин хомогенно, рамномерно се дистрибуира. Не оди со кластери, не оди со да кажам, не остава празен простор. Да кажеме, имало во Тетово, како сега ковидов, ама нема во Свети Николе воопшто, ниеден. Ова вдека некоја карактеристика грипот имаше и има, кој ќе почне да се појавува, тој некако како да одеднаш се појавува на сите места. Многу интересно. Буквално како да планетава влегува во облак од вируси и е хомогено натопена или Сега ги разбирате зошто луѓе се сомневаа, значи луѓе кои преживеале хонконшки вируси, разноразни такви големи, ја памтам многу епидемии на грип и знам како се ширеле. И сега ја ги разбирам и од каде доаѓа таа помислата, од каде ова вак. Па преку воздух ли се пренесува, преку облаци, не запрашуваат ли. Луѓе, знаете, кога нема конкретен одговор, се пополнува празнината и со теории на заговор. Една таква теорија на конспирација, на завера, за грипот, кога се појавуваше во пандемиска форма, беше дека, значи, тотално недокажана, ама е века теорија, вика планетата одреден навреме поминува низ опашка на некоја комета во која што има честички... Ау, и тоа сум го разбрал, така. Со вируси од грипов, и кога цела планета ќе се најде во тој облак... Одеднаш сите забол. Едноставно на сите места симултано се јавуваат во епидемиска форма. Објаснете како се случува цела планета одеднаш да се заразува вака како со корона. Иако знаеме, почна од Кина, кинезите го овакво и после тоа експлодира после Италија на сите страни. До толку немаше светов патувања центар да биде, ајде Кина е некаков трговски економски центар, па нели заради оние чести патувања и така да се пренесе со авиони и патници и така не. Ама Италија беше неверојатен кластер, неверојатно експлодира и потоа цел свет. Како да, повели. Како? Како у научно-фантастични филмови кога има епидемија на зомби и никој не може да ја спречи и тоа се шири. Таа некоја законитост некаква, таа некоја поврзаност, комуникација како да се во мрежа, зборам за вирусот на грипот. Како навистина има разни теории, ама како да се објаснат. Истовремено да се појави, измислам, карикирам, во Хонг Конг епидемија од ист тип на вирусот, ама истовремено да се појави и во Сан Франциско, и да се појави и во Москва, да се појави и во Јоханесбург долу. Како? И тоа е нешто што е засега необјаснето, може да се шпекулира на најразлични начини. Еден од поминување низ опашката на комета, ама друга е теорија дека се случуваат некакви спонтани мутации кај вирусите, конкретно кај овој од грипот, за симултано на различни места, независно од физичката оддалеченост, ама како тоа, кој го командува, кој дава сигнал дека таква мутација треба да настане и во Јоханесбург, и во Токио, и во Океанија. Нели ве шокира, нели ве зачудува? Да, секако и останува тоа да се
да се расчисти. Можеби јас ова го зборувам не поседувајќи најнови податоци. Ама вие сте најстручен како епидемиолог, добро ги познавате и вие сте медицински статистичар. Значи, вие добро знаете кога негде ќе се појави, колку се појавило, кој датум се појавило, после кој време, кој да е колку. И вие кога ќе кажете симултано нешто се појавува, човек да се замисли. И тоа не збориме во современава цивилизација. Ај па да речеш, сега имаме ласери, авиони, ракети, нешто, харпови, па ова, она. Значи, збориме од попримитивно време ова се случувало. И во историските списи се кажува. Првата светска војна, тој грипот што, како се викаше? Шпанскиот го вика, што нема врска од Шпанија. Така, да, тој се појави симултано и 2 години масакрираше насекаде. Масакрираше. И мислам дека најдобрата споредба со овој вирус е токму со тоа, почетокот на 20 век. Да ти кажам, докторе, мене случајно ова што ми го кажавте, малце се наежив, приватно се занимавам со космологија и во космологијата ме води кон квантната наука. Кога ќе влезеш па во квантната наука, таа е наука, но верувајте, таа, значи, физичар и квантен физичар на маса не можат да седат. Затоа што законите, темелите на нивното знаење се косат до избезуменост. Значи, постои експеримент. Сега, дозволи ми, имаме време да си направиме муавет и драго ми е што ова јавно ќе го кажа. Направен е конечно експеримент, така наречен quantum entanglement. 2 кванти кои биле, значи тој е честичка помала од честичка на дел на атом, значи помала и од електрон, протон и неутрон. Ова е веќе свет кај што закони на физика не важат, а реално постоиме, што е абсурд. Века, 2 честички да ги одвоиш, ги одвоиле. Однеле една во космосот со сателит, друга на земјата. Со исти спин, иста брзина, значи да се вртат clockwise. Им даваат на едниот, а претходно биле заедно, entanglement. Они се поврзани. Но ги одвојуваат илјадници километри, не постои никаква веќе конекција, ни радиоврска, ни фреквентна врска. Значи, во еден квантен свет, тоа е ко ние да сме оддалечени од центарот на космосот 14 милиарди години. Му даваат на тој квант обратен спин. Значи, преку магнетни полиња и така натаму. Тоа е и ЦЕРН што ги прави тие експерименти. Му даваат обратен. У истиот момент, кога на овој му даваат обратен спин, тој никаков контакт, никаква врска што не постои со него, го прави истото. Значи, ова е едно од најголемите мистерии во науката. Значи, мозок им пречвркно. Има и на YouTube, ја ги гледам, мозок ти се цеди, бара па ме терат, нели, математика, да се вратам и физика, за да дојдам до некои одговори, бидејќи викаат колку е повиша математиката, толку е повиша поезијата. Колку е повисока поезијата, толку е поблиску до љубовта. Дефинира е љубовта, ете ти дефиниција за Господ. Така да се е поврзано. Така што, еве нека биде ова, не знам, некоја, дека на квантно ниво можат да се дешаваат вакви работи, да се случуваат вакви работи, кои после вршат некаква струна на генетска промена во ДНК-то. Ете, ја немам друг одговор од што ова што сега. Простете ме што шпекулирам. Да, ова само мислам дека ова може да биде можно објаснување за тие симултани генетски мутации што настанува кај грипот симултано на различни места на планетата. Може да биде тоа едно од објаснувањата, ама тоа е исто така и, да речам, показател индиректен дека навистина сите сме дел од манифестација, да кажеме, на една иста енергија, дека
дека едноставно сите како да сме дел од едно општо, ајде општо несвесно така да речам, сега да не го цитирам Јунг. Така што мислам дека таквата таа една поврзаност, не да кажам на одделни макроскопски ентитети и живи видови, туку како да, ова сега без везе шпекулирам, како да секој атом на планетава, секоја материјална честичка како да е дел од една општа мрежа и како да постои поврзаност меѓу нив. Па впрочем сме дел од една планета, нели, и блиску до памет е дека се што битисува на планетата, дека не може да е дел или мало делче или тркалце од еден генерален фантастичен механизам кој што функционира совршено. Впрочем, и како што микрокосмосот наречен човек автономно може да се движи, да чувствува, да планира, да не знам, да се размножува и така натаму, ние сме совршен самоодржувачки механизам во кој што имаме милиони, милиарди најразлични наши делови кои што сите си имаат своја функција, а сепак се поврзани меѓу себе. И се командувани, да кажем, од еден центар кој што мора да води сметка за најсуптилните функции наши. Така што големи мистерии за сега се тоа, ама претпоставам дека тоа е голем предизвик за науката за понатаму, затоа што и текако има уште колку многу нешта да се расветлуваат, да им се влезе во трагата. Ниеден научник вака не би зборал апстрактно да си дозволи малку од таа линија. Нивната прагматичност завршува. Зрачењата не делуваат, ова не делува, секој организам сам за себе, тоа нема врска, но драго ми е што излегувате од школката и размислувате малце пошироко. Впрочем, ако сега не го направите, никогаш више нема да имате таа шанса да бидете похрабри во шпекулацијата. Докторе, да идеме да се вратиме во реалноста. Не можеме да утврдиме зошто и како и основната базична работа, зошто епидемијата не спласнува. Очекувавме дека епидемијата ќе, еве да речем, Меркел, февруари 2020 излезе тогаш, додека уште се чудевме што е овој грип, она рече додека 66% од популацијата не се зарази, ова нема да престане да се шири. Не знам дали е низиното точно, може слободно да го коментираш, но еве сме веќе 10 месеци скоро како светот се вакцинира. Дали можеме да заклучиме дека работите се смируваат, затоа што она што го слушаме, особено, например, од државата Израел, која прва, во најголем процент, се вакцинираше со Pfizer, има страобално повторно враќање на вирусот, што нас не плаши, дека и нас ќе не зафати, а гледам и не зафаќа. Ние сме со 30-40 мртви на ден, и кон што се ова ќе води во овие постудени денови, кога знаеме просто дека е инкубатор за вируси време. Така е. Таа претпоставка дека на почетокот искажана дека 65 негде посто треба да имаме колективен имунитет за да стигне епидемијата, се однесуваше ако останеше тој оригиналниот Вухан тип, кој што имаше, да кажем, скромна заразност, некаде 1,5-2 нови случаи се генерира од еден заразен. Меѓутоа, карактеристика на овие така наречени РНК вируси, а тоа е генетски материјал, нуклеинска киселина која што има еден хеликс, една спирала на ланци на тие пурински, пиримидински бази и така натаму, да не кажам, значи тие ланци на гени е само еден е. И тој овие ДНК киселините, дезоксирибонуклеинската, има два ланца, ќе се поврзани меѓу себе и тие се постабилни во врска со
ризикот да можат да мутираат, да се менуваат и така натаму. Значи, вирусите по природа на нештата се помалку стабилни, се мутираат често и заради тоа се појавуваат нови и нови варијанти. Зошто се случува тоа? Се случува и е во функција на што по адекватно адаптирање на вирусот на околината. Во случајов со нашиот коронавирус, тој е еден од оние кои што не толку често мутира, иако е РНК вирус, во споредба со вирусот на грипот, да кажеме, меѓутоа сепак доволно често за ние тоа да го перцепираме и да страдаме заради тоа. Новиот сој што се јави, тој алфа типот во Британија, се јави како што се јави, беше тоа во еден имунокомпромитиран пациент, кај што имаше вирусот можност да кружи, да прави еден куп циклуси на размножување, заради што и се случи таа мутација и почна да се распространува. Тоа значи нашол поволен организам кај што одбранбениот механизам не му сметал да си прави што сака со себе. Едноставно не постоел имунолошки одбранбен систем и едноставно вирусов имал на располагање милиарди клетки кај домаќинот, кај тој индивидуум, да шета на сите страни, да кажем, да се создаваат милиарди нови копии и при сите тие чести такви размножувања, секогаш кога се реплицира од копија на копија, како на фотокопир апарат порано што имаше, оригиналната копија вие личи, се знае како изгледа со висока резолуција, секоја наредна копија е сгрешена, е побледа. Во случајов исто така, со безброј репликации, размножувања, создавање на нови копии, доаѓа до грешка некогаш во тоа копирање и заради тоа се случуваат тие мутации. Некогаш се иницирани и од засегнатоста на вирусот во неговиот опстанок. Тогаш кога вирусот ќе почувствува дека освоил доволно жртви и веќе нема простор да се шири брзо и адекватно, затоа што веќе освоил добар дел од она што му е субстрат за освојување, тој мутира за да може сега на поинаков начин и понатаму да продолжи да се шири. Како? Ете, ќе мутира и ќе се направи позаразен. Новата мутација ќе го заобиколува веќе стекнатиот имунитет од претходниот тип стекнат и со ваксините сега, нели? Така што повторно сега тој има можност да се шири и меѓу вакцинираните или и меѓу оние што прележале. Ама ова мене ми звучи како вирусот за грип. Секоја година нели се вакцинираат за вирус за грип, па до година мора нова вакцина, па повторно бидејќи нели нема траен имунитет, а он мутира. И тука сега нели доаѓа сега малце, па како ги прават кога се уште не е појавен новиот вирус на грип, прават веќе вакцина која треба да ме спречи да се разболам од тој грип, а уште не сме ја виделе новата мутација. Значи 6 месеци пред да се појави, ние имаме вакцина за грип. Не, имаме овде на северната хемисфера, ама предходно тој се појавил на јужната хемисфера, долу Јужна Африка, Австралија. И таму прво се појавува, од северната хемисфера... Значи, они се заморчиња и нема шанси да се... Ние, благодарејќи на нив, се спасуваме? Како? Они се заморчиња, ние, благодарејќи на нив, они немаат... Кога ќе се појави нова варијанта, нов тип на грипот на вирусот, тој е сезонски вирус, нели? И независно дали ќе се појави на јужната хемисфера кога е таму зима или на северната кога е зима, важно се појавува прво на едната па на другата, не е зима истовремено и на јужната и на северната хемисфера. Така што кога ќе се појави нова варијанта на вирусот во зима во Јужна Африка, кај нас е лето и таман ние спремаме вакцини за подготвени сме, знаеме што ќе не чека нашата зима кога ќе дојде,
и подготвуваме вакцини кои што ќе делуваат на новиот тој сој или мутант. Значи тие први што се заразуваат нема шанси да добијат вакцина. Па нема. Така е. Во случајов со карма и за бич. Во случајов со коронава, значи секоја нова варијанта вирусов си ја планира, така да се изразам, таа да му биде помоćна, да му обезбеди повеќе услови да си го продолжи походот. И тие мутации кои што досега се појавија во алфа типот или во делта типот, други такви варијанти не спомнувам, затоа што немаат, да кажам, значење во смисла на пандемиски потенцијал, епсилон, ми, ламда и така натаму, што беа јужноафриканскиот, бразилскиот сој и така натаму, тие некако се повлекоа настрана пред извонредно високиот потенцијал агресивност на делта типов, што сега со кој што сега имаме работа. Значи, оној момент кога се покажа дека алфа типот не е толку доволно продорен, се делта типот во Индија и веднаш го освои просторот околу веќе 100% е во Америка, кај преку 95%. Меѓутоа, се уште добро е тоа што оној имунитет стекнат од претходните заразувања со алфа типот, тој имунитет се уште делумно штити. Значи, ако порано стекнат имунитет со алфа типот, го имаш и нема друг тип, со алфа кружи. 100% си заштитен од алфа ако останеше само алфа. Ама алфа веќе го нема, британскиот, сега делта е на сцена, ама и тој имунитет против алфа што го имам, ме штити да не се заразам премногу со висока веројатност и од делта. Кој е тој процент, таа пропорција? Некаде веројатно 20-30%. Значи, односно 70-80%. 20-30% постои ризик, сепак и да сум имун заради прележаност да го фатам делта вирусот. Тоа истото се однесува и на вакциналниот имунитет, затоа што вакциниве се дизајнирани во однос на оригиналниот вухански тип од Кина. Сега, каков таков, имаме имунитет, заштита, со какви такви на располагање што ги имаме вакцините, со имунитетот од прележаноста, овие сите што прележале, и во основа, значи некои 70-80% сме безбедни, сме заштитени од новиот делта тип, ама не 100%. И штом постои таква можност, сепак 20-30%, па и 40% некогаш не е за занемарување, кога пропушта, да кажам, заштитава, бранава, никогаш не можеме да сметаме дека ќе го наполнам ја вештачкото езеро со вода, ама бранава 100% ќе сопре водата, нема да протекува. Овде сега има дупки, бајаги големи, кои што оневозможуваат бранава да ја задржи целата акумулација на вода. Збориш за имунитетот или за вакцините? Молам? Збориш за имунитетот наш или за вакцините? За имунитетот и за вакцините. И за имунитетот и за вакцините. Нити ни е совршен имунитетот, нити ни е совршена вакцината. Не, но можеме да правиме градации сега тука. Добро. Кај прележаните може да се создаде имунитет силен, ама тоа може и да не. Ти добро го знаеш затоа што ги следиш статистиките низ целиот свет, така? Колку како поминале и оние што со 2 дози се вакцинирале, како поминуваат, кај некои нема да се заразат, кај некои ќе се покажат симптоми, но генерално во суштина колку што те следам, докторе, вие тврдите дека смртноста е минимална кај оние што се прележани и вакцинирани. Така е. Па како Израел отиде, плафонот го проби? Отиде во однос на бројот на заразените, а не во однос на бројот на смртните случаи меѓу прележаните и меѓу вакцинираните. Кај нив смртноста е ниска.
Да. Значи, едно е, зошто е висок бројот на заразените? Па заради тоа што тие први почнаа со кампања за вакцинација, И се после отвори. и постепено бледне имунитетот, бледнеат антителата со време. После 6 месеци во просек, после Pfizer вакцината, може да се очекува дека имаме нула антитела. Ако имаш нула антитела, ти си нула заштитен од заразување. Ако си вакциниран. Сега, не си нула, немаш нула заштита, имаш нула заштита од заразување ако немаш антитела, а си вакциниран со Pfizer, или си прележан па избледале антителата, ама си многу високо и понатаму и долготрајно веројатно заштитен од тешки симптоми и од смрт. Зошто? Што е тоа? Ако го немам имунитетот веќе од вакцината, не сум прележал. Што е тоа што ми ја намалува смртноста мене? Значи тоа дека имам што? Како? Работата е што во јавноста многу големо внимание, многу голем акцент, преголем се пренагласи таа работа, се удира на бројот на антителата. Сите грозничаво одат, мерат антитела, леле, малце ми се, што ќе правам и така натаму, нема да бидам заштитен. Вистината е дека она што се вика имунитет не се состои само од антитела. Трендо на Офнет објави нешто дека сега науката, бидејќи грозничаво бара одговори на се во ова, открива дека и ензимите играат улога голема во целава борба. Значи, во право си, не е само антитела. Целиот организам и не знаеме што све. Еве, последно ензими. Трендо стави наслов, сега ензими ли ќе броиме? И многу интересна студија која покажува дека па не знам какви ензими и кои ензими штитат од не знам што и како. И тоа се работи во од каде што сега во оваа општа паника, а добро е што е паника, да се иде преку границата од она што бевме комотни како цивилизација долго време. Да, добро е ова да не тонизира малку, затоа што бевме улjuljкани во едно само задоволство дека сме неуништиви и така натаму, и ова е добра шлаканица дека всушност сме многу ранливи. Но да се вратам овде, значи не е само хуморалниот имунитет, односно антителата, не се тие единствен столб и аспект на имунитетот. Постои нешто друго настрана тие ензимите. Постои нешто што се вика целуларен имунитет, имунитет базиран на клетки. Тоа се така наречени Т и Б лимфоцити, значи клеточен имунитет кој што се базира не на субстанции произведени органски како што се антителата, кои што имаат век на траење. Овде клетки се во прашање кои што се репродуцираат. Штом се репродуцираат, долго време обстојуваат. Можат да обстојуваат години, па и децении. Се покажа, например, дека лица кои што биле заболени од SARS-CoV-1 вирусот во 2002-2003 година во Кина, дека и после 17 години тие имаат заштита, не антитела, туку заштита против вирусот. Значи, она што значи тој невидлив, базичен, клеточен имунитет, што и сега се развива кај луѓе што прележале COVID, овој нашиот COVID, и се вакцинирани, тој клеточен имунитет останува невидлив и понатаму и откако антителата ќе ни исчезнат. И сега, што со тие само? Што не сме заштитени од заразување. Значи, јас ќе бидам вакциниран, сум вакциниран, после 6 месеци можам комотно да се заразам, ама во огромна мера, во огромен процент, во просек преку 95% сум заштитен да не завршам у болница. И веројатно 2-3% заштитен да не умрам. Докторе, што не е да. со она што го има невакциниран и не прележан. Скоро 60 минути одиме. Ја би ве замолил една кратка пауза за да можеме да го разделиме па да го ставиме после и на YouTube. За 3-4 минути ќе продолжиме. Само едно некоректно политичко прашање до вас
со кое драматично сакам да прекинам. Вие некогаш бевте министер за здравство во влада на Република Македонија, така? Да. Така е. Пред 20 години. Да ви се случеше вам да ви изгори болница, монтажна, и да имате 14 мртви, дали ќе поднесевте оставка или ќе дадевте неотповиклива оставка? Како човек ве прашувам, како би постапили? Исто како колегата Хасани, неотповикливо. Ви благодарам. Одиме кратка пауза, веднаш потоа продолжуваме со емисијата почитувани гледачи. Бидете така, ќе одговараме на вашите прашања. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси.
Почитувани гледачи, добро вечер. Вториот дел од разговорот со доктор Даниловски. Ке ми простите, доктор Даниловски често е во јавноста. Мене ме фасцинира неговата храброст во ова време, бидејќи целиот здравствен систем, секако дека неговите колеги повеќе се зафатени, но требаше малце повеќе да бидат, по моje мислење, во јавноста, не ние да пополнуваме време или да правиме кликбейтови, едноставно јавноста мора да се информира. Многумина од граѓаните немаат базична општа култура. Смени го кадарот, режија. Благодарам. Многумина од нас немаат базична општа култура за познавање на некои работи, а може би ова малце на едно повисоко ниво, но тоа токму ова време бара и да се малце дообразуваме. Наместо да се дообразуваме, ние исклучиво се дообразувавме, добар дел од граѓаните се дообразуваа од српско, босански, балкански, албански, не знам, видеа со теории на заговор, со разноразни, не знам, Бил Гейтсови и така натаму. Не дека нема нешто таму, не дека не мора да е се така, ама ништо не е црно-бело. Не е лошо да ја знаеш и научната страна, за да можеш да ја критикуваш кога ќе се појави она страна која критикува, ама која барем се базира на факти некакви научни. Вака испадна, значи, полуприучени луѓе да негираат севкупна наука и медицина дека е злосторничка и спротивна на човештвото. Не можам да ја прифатам апсолутно ни едната, а ни другата страна. Тоа е лично моje мислење. За вас, драги мои, практичниот дел. Уште накратко ќе поразговарам со професорот, со доктор Даниловски, ќе разговарам за протоколите, каде ние промашивме како држава, како може, за несреќата исто така ме интересира, што има плюс да каже. Сепак он бил на времето на една таква функција и што можевме ние да направиме и што не правиме во целава оваа ситуација. Во меѓувреме, ве молам, испраќајте на мојот мејл, jadiburek@gmail.com, ќе ви го даде режијата, или на месенџер, или директно и јавно на Facebook профилот, каде е објавата за гостувањето на доктор Даниловски за прашања кои најчесто се врзани со вакцините и луѓе што имаат евентуални некакви проблеми, дали да ја примат, дали да не примат, кога прва, кога втора, дали воопшто и така натаму и така натаму. Телефоните не ги давате. Добро, колегите мои, не им се работи, уште ја да слушам, да ми поставува прашање, па тебе да ти праќам. Тоа е. Пишете вие на овакво на мејл кај мене, а јас ќе се потрудам да му ги прочитам сите на докторот. Ако нешто и не е одговорено, ќе биде накнадно одговорено на мојот Facebook профил. Во ред? Во ред. Докторе, добро вечер уште еднаш. Да ставам слушалката, дали се слушаме повторно добро? Режија, немам ништо во слушалка? Ништо не ве слушам, немам. Докторе? Приближи си го микрофонот повеќе. Добро е, сега те слушам убаво. Докторе, ние потврливме, тоа е моја констатација, не ви ставам зборови во уста, не би било ни фер, ни коректно, но моје мислење е дека ние здравствениот систем и како држава потврливме. Предоцна почнавме со вакцинирање. Ја инсистирав вакцините подитно да стигнат во било која доза, барем здравствените работници подитно да бидат вакцинирани, за да немаме недостиг на лекари, медицински персонал кои требаше да ни помогнат во она време на максимален број на заболени. Тогаш излегоа афери преку хонконшки фирми за лашвериш, ово, она и така натаму, бруки невидени, за кои мислам дека не се одговара пред наши, ова се по мене злосторства против човештвото во кој во Хаг би требало некој да одговара, затоа што прашање е кога статистиката ќе излезе со бројка заради ваквиот јавашлук, колку луѓе го загубија животот. А и тоа е возможно да се направи.
колку ние доцневме со вакцините и дали тука потврливме како држава? Ваше мислење? Па да, дефинитивно потврдивме кога гледаме од вака временска една дистанца. Ние најдоцна почнавме со вакцинирање, иако морам да речам, не најдоцна. Истиот ден, кога ние почнавме, почна и Јапонија. А тие имаа уште од декември набавено вакцини. А зошто почна доцна? Вака мала дигресија. Кај јапонците стапката на антиваксерство и на противници најголема во светот, да не образлагам зошто, заради одредени инциденти порано со вакцината против ХПВ и така натаму, па се покажа дека навистина имало утки и слично, и сега има резерва кај народот, и власта решава да видиме во светов, да видат нашиве граѓани како тоа изгледа во светот, дека ништо страшно нема да се случи со вакцинирањето, со вакцините. Ако не се случи ништо страшно, сами да се одлучат. И? Да. И почнаа тие таму негде 28 февруари, кога ние почнавме, првите 8000 подароци што ги добивме од Србија. И така да кажам, тоа е куриозитет еден, во исти ден почнавме со вакцинација со Јапонија. Добро. Во основа мора да се каже дека независно дали се должеше тоа на објективни причини, ја би рекол објективните причини беа доминантни, сепак морам да бидам објективен. Едноставно во почетокот сите оние замисли што беа да се подеднакво, праведно да се дистрибуираат вакцините, да добијат и земјите што се сиромашни, исто така вакцини да не бидат на опашката и така натаму, падна во вода. Едноставно богатите на зборови декларативно беа едно нешто зборува, кога испадна дека на терен, да кажам, во пракса, на пракса си ги грабнаа вакцините и тогаш беше вака познато. Кажете ми, дали Јапонија има висока стапка на вакцинираност сега? Каде? Јапонија. Јапонија немаат. Немаат и сега. А каква е кај нив ситуацијата со смртност и заразност? Нема, смртноста е символична. А колку знам, немаат и некои строги правила како што ги има Австралија, а пак имаат и висока вакцинација и висока смртност. Што се случува? Немој само да ми кажеш дека заради атомските бомби озрачените јапонци и поради Фукушима се малце поразлични од нас. Не само јапонците, Јужна Кореја, ако сакате, Сингапур, сите тие имаат сосема друго ментално устројство. Тие, за разлика од наш западњациве во наводници, сосема друг ментален склоп имаат. Ние сме индивидуалисти и немаме никаква чувство за заедништво, за колективитет, за живење, за интересот на заедницата. Тоа се покажа најеклатантно сега во текна. Тоа е една од најголемите придобивки всушност на пандемијава, што ни ги отвори очите и ни тресна шљаканица. Вистината ни ја плесна во очи дека ние апсолутно не умееме, немаме чувство за да живееме во заедница. Ние сме всушност, да не речам рогови во вреќа, ама ние сме камчиња, чакал, истурени на куп, без никаква кохезиона сила. Едноставно нема сврзочна материја меѓу нас како индивидуи. За разлика од нас, источњачкиот менталитет е таков да тие се како пчелите. Кај нив е основно нешто, основен мотив и основна смисла на живење да придонесат кон заедницата. Индивидуализмот го повлекуваат во втор план. И тие сите функционираат како дел од еден совршен механизам. Во таа смисла, да одговорам на прашањето, кај нив не се потребни мерки, кај нив е доволно само да се каже препорака да носиме маски. Треба да носиме маски. Па тие носат маски и кога не треба. Така. Секогаш. Каде ние потврливме тука како систем, како држава? Па потврливме што бевме наивни и што мислевме дека Европа ќе биде алтруистична
и дека ќе мисли на нас и дека ќе ни навистина ќе ни обезбеди вакцини. Испадна дека такво нешто не се случи. Од друга страна, производителите, апсолутно бизнес ориентит, апсолутно парата ја има како мотив пред себе. Едноставно не им се исплатеше да продаваат 2 милиона парчиња вакцини. Pfizer во една прилика беа изјавиле, па ние не продаваме испод 2 милиона дози вакцини никому, а ние сме сакале да речеме, не знам, испод тоа да купиме. Значи, они оде на огромни контингенти да продадат на богатите. Ама ние, вие да бевте министер, што ќе направевте во оваа ситуација? Еве конкретно ве прашувам. На страна и Pfizer и нивната. Еве, ве ставам у шпекулација. Кратко и јасно, министер сте. Нема вакцини. Народов е непослушен. Монтажни болници, сомнителни приеми. Висока смртност. Недостаток од медицински персонал. Ние секој ден го живееме. Од друга страна, со пропаганда го фалиме министерот. Све само влакно да не му фали од главата. Ама затоа за жртвите никој не збориме. Па извинете, овде нешто не е во ред, професоре. Не сакам да ве фрлам во политика, еве кажете ми, што вие, како би во 5 реченици, овде за оваа ситуација да се среди треба 5 реченици. Ние 5 тие реченици не ги видовме спроведени. Декларативно да, кокодака, нели овие што се бранителите на власта, Твитер и Фейсбук, на терен ништо не гледавме од тоа. Глумиме овдека трговски центри и кафани не можело, автобусите ни се преполни, никогаш не престана автобусите да ни функционираат, и тоа кога ќе се расправам со нив, па уште ми вика, па Јанко, па ти сакаш економијата да ја уништиш, како? Зошто поставуваш прашање? Која бре факинг економија, па ништо не работи. Луѓе умираат и се дозаразуваат. Ваму ме тераш, полициски час ме тера, година дена седев, дремев дома, качи 15 кила, за кој факинг к? Зошто? Кога вие нон-стоп си тераа автобуси, си тераа овие, енеа денеска кај мене журката во 3 до 5 сабајле се журка, што? Таму со дистанца играме танго. Мислам, нонсенс, небулоза е. Отиди надвор од Скопје. Значи од големиве центри. Ништо не важи. Ама буквално ништо не важи. И ни се случува како врв, како карма, ни се случува огромна трагедија, болница, живи луѓе да горат. Ова допрва светот ќе го се заташкува, одлично го заташкуваат. Ама ова допрва светот ќе треба да се фокусира. И тоа документарци ќе се снимаат за ова. Не знам кај ќе бегаат. Не зборам она кај ќе им иде душата. Не е моја грижа за нивната душа. Но не знам каде ќе бегаат законски и правно, затоа што злосторства против човештвото не застаруваат. Game over. Што ќе направевте у 5 реченици? Што требаше да се направи? Министре Даниловски, што треба ние да направиме? Так. Кажи ми, за да споредам што испутнавме. Би тропнал на сите можни врати, исто како што направија србите. И би обезбедил вакцини од било кое потекло, без да тактизирам и без да се вовлекувам, било на НАТО, било на ПАТО, било на Петко, било на Станко, било никому. Не било политички коректно да се обратам на русите, ја мајката. Една од најдобрите вакцини, Спутник V. Тоа со Кина. Зошто да не? Тогаш мислевме дека се добри вакцините кинески, тогаш на почетокот, иако уште не беа тогаш, немаше информации какви се, што се, ама прелиминарно и со кинезите требаше да стапиме во контакт, едноставно, па и со индијците кога почна, значи буквално, па и со Куба. Зошто Куба? Кому ќе му тропневте вие како министер? На компанијата или на владата? Како иде таа работа? Имате ли некоја представа? На владата. На владата. Game over. Дали каков е процентот на вакцинираност во земјава и дали е тој доволен и како ги оценувате бројот на смртни случаи на дневна основа што е преку 30 деновиве периодов? Она што значи опфат со вакцини, тоа е негде
близу 30%, отприлика нешто испод 27,8, 650.000 мислам дека се граѓани вакцинирани со 2 дози. Со една доза не знам многу повеќе се, не е битно. И сега ако се земе предвид дека имаме и прележани меѓу нив што се вакцинирани, ја тука не знам колкав дел е, не е соопштено тоа. Од овие 650 колку биле и прележани. Па Значи немаме прецизна статистика по тоа. Нема за тоа, но ајде да претпоставиме дека дека е половината нека се прележани, половината не се прележани. Мислам дека околу 1 милион луѓе веќе имаме имуни, независно дали спекулирам, независно дали Се извинувам, ми се пушти едно видео, барајќи ги прашањата до вас. Мислев дека е прашање, некој видео ми испратија, политичко, нема везе, се извинувам. Значи независно дали по основ на прележаност или по основ на вакцинираност или комбинирано прележан па вакциниран, мислам дека близу 1 милион луѓе имаме веќе имуни и дека за кратко мислам дека ќе биде до почетокот на идната година, можеме да сметаме дури и на некаде 85, ако не и повеќе, проценти на колективен имунитет. Дали овие смртни случаи се претежно од невакцинирани или има и вакцинирани? Меѓу 90 од оние што се хоспитализирани и од кои што починале, нели? Оние што починале дома не можам да ги коментирам, не знам колкави се, тоа е веројатно околу 5% плюс. Значи од она што умира во моментов од ковид, некаде преку 87-90% се невакцинирани или вакцинирани само со една доза. Дали тие што умреле, а се вакцинирани, треба да се загрижи процентот од нив дека вакцината и да се луѓето заради тоа и се сомневаат и се плашат од да се вакцинираат, кога викаат побрзо, подобро ќе си take my chances да се не вакцинирам, одошто вакцината па да не ми направи некаков проблем. Се појавија доста нус појави, особено фейзерот со силни реакции, и тука малце меѓу антиваксерите тоа го искористија максимално, легитимно, а оние што беа про, исто така беа малку загрижени околу целава работа. Па јас мислам, Јанко, дека бројките сами за себе зборуваат. Ако меѓу умрените има 90%, 87% да ги изјавам, има невакцинирани и само 10 или 13% нека се вакцинирани, тогаш е логична математиката што е подобро да сум вакциниран или да не сум вакциниран, што повеќе штити? Невакцинираноста и да го фатам вирусот или вакцинираноста, па сепак да има ризик да умрам, ама во многу помала мера. Нема вакцина која што 100% заштитува од ништо. Па ниту... Вакцината за вариола вера е 100%. Тоа беше единствена... Сами ми го кажавте. Тоа беше единствена вакцина која што создаваше така наречен стерилизирачки имунитет. Тоа значи... Ја ќе ве замолам, да. Се. Да. Не, се извинувам. Значи, една вакцина не чини пролеч. Нема совршен лек, нема совршена вакцина, но процентите се подобри и подобри. Дали со секоја нова пратка, дали вакцината е подобрена? Бидејќи кинеската, не знам како се викаше на почеток, сега се вика Синовак. Што е разликата измеѓу првата и оваа сега? Не, тоа се две различни вакцини, на ист начин произведени на основа на мртви, односно инактивирани вируси. Зошто е повлечена? Зошто ја нема првата? Па ја нема кај нас, ја има во Србија, има на други места. Нашиве не ја обезбедили. Така, а Спутникот зошто исчезна од радар? Или се користи и тој натаму? Па не се користи кај нас, вајде од политички причини, појма неа. А иначе се покажа како рековте дека изворедно добра вакцина, ефикасна. Изворедно добра, од прилика има ефикасност за симптоматска болест. Зашто? Дојде до мал прекин. Докторе, во моментов застанете, имаме фриз фрейм на вашата слика, таман почнав да одговарам. Значи,
Последното прашање не го слушнавме. Молам? Последното прашање, одговорот ваш не го слушнавме за Спутник, рековте дека е од политичка причина, така? Па, предпоставувам зашто не го набавуваат, не знам, а во Србија го има. Океј. Прашање јавно поставено од трендафилка Христовска. Како да постапи возрастна основа која имала тешка клиничка слика по примена дитепер вакцина како дете, инаку со DGHOB. DGHOB. Не знам што е ова. Ја ја прашав дали за вакцинација прашувате, вика да, дали да се вакцинира на сиот ризик. Што советувате вие? Секогаш ваков е ставот, барем за ова е став за оние вакцини кои што се одобрени во Америка и во Британија. Значи се однесува на Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca во Британија. Значи сите овие плюс AstraZeneca. За другиве вакцини, Спутник и кинеските, нема ставови и ова што ќе го кажам се однесува на овие први, Британија и Америка што се одобрени. И таму вели вака. Лица кои имале епизоди на анафилактични шокови, значи не алергија, само му отекла уста и му се појавила уртикарија, туку ако се појавил анафилактичен шок после било која вакцина во минатото, некоја друга, не е контраиндицирано сега да се даде ковид вакцина, но претходно мора да се консултира алерголог кој што ќе ја процени општата хиперсензибилизираност на организмот, се определуваат таму тие така наречени IgE антитела и врз основа на резултатот треба да предложи дали пред терминот на вакцинирање дали ќе се даде така наречена премедикација со инjekција антихистаминик или дури кортикостероид. Значи едно Дали антихистаминикот и кортикостероидот ќе го негираат дејството на вакцината? Или само алергиошката реакција? Тоа е промптно, нема да можат да го компрометираат, затоа што вакцината својот ефект ќе го пројави дури после 2 недели од апликацијата. Ова во случајов е директно обезбедување да се супримира, да се потисне, намали ризикот моментна алергиска реакција. Алергиска реакција на вирус не може да има, нити на предпоставам дека алергиската реакција ако се јави тоа е на оние носечки пропратни елементи кои ги содржи вакцината. Па да, во вакцината има да кажеме одредени супстанции кои што практично се користат и во прехранбената индустрија, не е тоа ништо страшно. Како стабилизатори. Меѓутоа во кинеските има имуностимулатор, аджуванс се вика, алуминиум хидроксид и сега ако некој има алергија на алуминиум хидроксид може да настрада, нели? Океј. Прашање, дали лицата диабетичари ќе треба да се вакцинираат и со трета доза ако продолжат нови мутации? Ова го поставува човек на кој негде, ајде да речам, во март заболе од корона, со и он и фамилијата, некој со многу силна клиничка слика, драматична, и кој многу бргу, што беше нонсенс, се вакцинира. Предпоставувам дека кај луѓето се појави страв. Случајно, ја знам ситуацијава со човеков, не почека 5-6 месеци да се стабилизира нивниот имун систем малку да опадне, па да го продолжат и да го надградат. Значи, дали ќе треба да идат со трета доза и дали направија голема грешка што пребрзо се вакцинираа по прележувањето? Не направиле грешка, направиле непотребно така постапиле, затоа што прво требало, после прележувањето, да почекаат да видат колку имаат антитела, да си ги измерат, затоа што не мора да значи дека прележувањето секогаш задолжително резултира и со создавање на антитела, за жал, особено кај асимптоматски и лесни случаи. Значи да си ги определиле антителата, да видат колку се и да се вакцинираат само со една доза. Доволна е една доза за прележани, тие што имаат антитела, за да си обезбедат имунитет
практично на ниво онакво какво што го имаат вакцинирани со 2 дози. Во случајов бидејќи тие побрзале, па тој се вакцинирал малку побрзо, повторно предлагам да си ги определи антителата, за да заклучиме од тоа дали воопшто има потреба од трета. Лично сметам дека малку веројатно е да треба трета доза. Така. Кај вакцините, кај оние што се вакцинира и прележани и непрележани со Pfizer, се покажуваше многу посилна реакција која беше зачудувачка. Кај некои имаше неконзистентна клиничка слика, скоро кај секој е различно. Кои со температура, кои болки во зглобовите, кои мачнина во стомакот и така натаму и така натаму. Зошто е тоа така? И луѓе реално се плашат, да ви кажам, после првата доза што преживеале, искрено се плашат да идат и на втора доза. Добив и таква една. Вика, многу силна реакција, многу лоша ми беше. Еве сега, вика, после 3 недели ми стига, вика, да идам уште еднаш, вика, искрено, вика, се сомневам да отидам да примам втора. Да, јас ги разбирам. Јас сум се соочил, постојано ме прашуваат луѓе баш слични такви прашања. Знаете, тоа е сега стварна лична перцепција како тие реакции човек ќе ги доживее и како ќе ги после какви последици, каква негова, дали ќе го обесхрабрат за понатаму да оди со втора доза. За жал, вакцините се тие што се. Ова не е ништо ново. На Запад нема ништо ново дека поствакцинални реакции се јавуваат. Не се јавуваат само против ковид вакцини, после ковид вакцини. Најчесто овие што обвинуваат, гледам, пишувале и кај мене многу вулгарно. Не знам, 5 луѓе у Неготино умреле после 2 примени дози вакцина. Имате ли такви податоци дека навистина се случиле такви работи? И тоа млади момчиња, зборам, во здрави, прави, со и така натаму. Се вакцинирал со 2 дози и умрел. 5 во Неготино. Така добивам. Добро. Немам информација, па такво нешто ако се случи, тоа би било скандалозно, тоа би било. Тоа ја мислам сите медиуми ќе го објавевме до сега. Еден би била во медиумите, не верувам дека некој би пропуштил таква шанса да си направи промоција некој медиум, нели, да си обезбеди читаност. Сигурно мене не би ме спречил да го објавам тоа. Така што мислам дека е ситуација. Што е со Pfizerот со овие силни реакции што ги пројавува кај оние што примаат? Па не само Pfizerот пројавуваат несакани, туку поствакцинални реакции и други вакцини. Но Синовакот најмалку. Значи општ муавет е, вика, земи Синовак реда ради, ништо нема да ти биде, немој со Pfizerот многу јако удара. Ви кажувам, ова е кафански муабет меѓу луѓе веќе. Па има тука логика, затоа што Pfizer и воопшто таа категорија вакцини се најимуногени. Тоа што значи најимуногени? Значи најсилно го млатнуваат, го поттикнуваат, го возбудуваат имунолошкиот систем на нашиот организам да произведува антитела, да произведува, да создава имунитет генерално. Тоа е добро или лошо? Па тоа е добро, тоа се бара. Тогаш Синовакот лоше? Кај Синовакот е скромно имуногена вакцина и пропорционално на тоа претпоставувам дека можеме да речеме дека и нус ефектите поствакцинални ќе бидат поскромни. Така дали значи дека луѓе вакцинирани со Синовак се поизложени на поголем ризик ако повторно се вакцинираат одошто оние со Pfizer? Ризик ако повторно се вакцинираат? Ако се повторно се заразат, се извинувам. Да, изложени се повеќе. Заштитата кај таа вакцина е многу поскромна отколку кај Pfizer. Еве уште едно прашање за Синовак, вика, ме интересира, си вакциниравме со Синовак 2 дози, каква е моментална научна статистика за оваа вакцина? Ке треба ли и трета?
кај оние што било која вакцина примиле, ако не им се фатила, тоа се нели циклус од две вакцини и тоа се вика примерен вакцинален циклус од две вакцини. Така се предвидени сите да се даваат со две. Само онаа Джонсон и Джонсон се дава со една доза, или Јансен, американската. Оној момент кој ќе се види дека нема создадена антитела после две дози од било која вакцина, тоа значи дека вакцината не профункционирала и треба да се даде трета доза. И тогаш ќе се каже, трите дози го заокружуваат циклусот на примарна вакцинација. И тогаш таа трета доза треба да се даде на интервал после втората, ист како што е меѓу првата и втората. Тоа е трета доза, ја викаме. На исти интервал? Значи, меѓу првата и втората, да речеме, 3 недели. Ако не се лажам, од вас читав некои научни студии кои реобјавивте дека многу е подобро наместо на 3 недели да се втора вакцина, па и трета, не знам, да биде што е можно подолго. Што можно подолг временски период помеѓу две вакцини. Зборувам за она што значи стандарден интервал, што се користи во различни земји различно. Кај нас, да кажеме, не знам, 3 недели. 4 недели, 3 недели за разни 3 недели за разни вакцини. Тој интервал би требало од прилика да се примени и кога ќе се прима трета доза, ако ваму не се создале антитела. Тоа е една категорија на еден вид на трета доза. Сега, има факт е дека и кај оние кои што се фатиле вакцините, кај кои што има антитела, антителата венеат, избледнуваат со време. И се смета дека, да кажеме, кај Pfizer за 6 месеци станува 0. Тогаш треба да се даде трета доза, за да се поттикне, засили имунитетот, ама тогаш тоа не го викаме трета доза, туку бустер доза. Засилувачка доза, која што е во функција да го засили имунитетот, да го стимулира понатаму. Кратко, дали сметате дека оваа корона ќе биде сезонска и сезонски ќе се вакцинираме од неја? Дефинитивно. Да го прашате докторот. Прво, дали и покрај луѓето, значи имаме доста прашања, па би ве замолил малце да помалку да бидеме обширни. Се ја досувам што бев толку обширен и галантен на почетокот, ама се ве молам малце поконцизно ако може. Дали и покрај луѓето што се вакцинирани, тие нели не можат да го пренесуваат вирусот, сепак вакцината ја намалува преносителноста на вирусот. Така, вакциниран, дали пренесува болест? Да, во одреден процент да. А сега ако ти извадам снимка кај што ми викаш овде во емисија дека вакцинираниот не пренесува? Не, тоа беше за вуханскиот тип и за алфа делумно, за делта веќе 20-30% има ризик ако си вакциниран со Pfizer и понатаму да се заразиш и да го пренесуваш, и за овие другиве вакцини тој процент е уште повисок. И затоа за мене вакциниран и невакциниран практично околу од аспект на епидемиолошки ризици за пренесување ми се исти. Иако вакцинираните во помала мера пренесуваат. И затоа ја уште од почетокот се залагав кога она фамозна мерка за една доза, ако си примил да можеш да влезеш у кафана, јас се залагав за тестови да покажат дека се негативни. Ова вакциниве не ме интересираат, бидејќи вакциниве такви какви што се сега, во однос на делта, така се однесуваат. Го пропуштаат у 20-30% и повеќе проценти. Која вакцина се препорачува за помлади? За младите, извини, морам да те сечам. Ајде. Која вакцина се препорачува за млади околу 20 години и за постарите на 60 години? Јас на млади луѓе кои што имаат силен имунолошки систем, би им понудил скромно имуногена вакцина, Синовак, ја класична, родителите нема да им се плашат многу дека некој новитет ќе им се убризгува. Стара добра класична технологија, Синовак за млади луѓе. Све што е над 60 години би требало да се мавне, да се боцне со Pfizer или со Модерна или со Спутник. Со поимуногени вакцини. За да
за да може да се совлада тромиот имунолошки систем заради возраста. Дали после клиничка смрт, ми пишува една гледачка, ве прашува, дали после клиничка смрт од 40 минути, 45 минути, клиничка смрт од 45 минути? Не знам дали постои такво нешто. Може би кома било. Да. Постои клиничка смрт од 45 минути? Клиничка смрт може 1-2 минути, после си готов. Така, нели, нема кислород, но ајде да речеме у кома била. Значи, после клиничка смрт или може би сакала 4-5 минути да напише, не знам. Поради алергиска реакција од лидокаин при операција и враќање со директно вризгување на адреналин во срце, е безбедно да се земе вакцина. Која вакцина е подобра? Информатичка, односно Pfizer, или кинеска, односно на природна база? Очигледно малце и поинформирана за, нели, информатичка, бидејќи, нели, дигитална е Pfizerот. Условно е тоа природна база. Јас пак ќе речем, како минат на едно од претходните прашања, информациите се претежно достапни за Pfizer, Moderna, за тие вакцини. Повторно важи и тука препорака да генералната хиперсензибилизираност да си ја определи кај алерголог, кај пулмолог, да се направи лабораторија и врз основа на тоа да се предпостави да се планира или да се предложи од алергологот можна премедикација со антихистаминик или дури кортикостероид и вакцинирањето да се изведе во амбиент каде што има анестезиолог. Не знам дали ние тоа можеме да го направиме. Океј, имам само едно, ќе го прочитам, нема да коментирате, затоа што е малициозно и се однесува спрема мене, па ја ќе го ишамарам копилјот, пошто ми се прави многу паметен. Вика вака: продолжувате со ширење на апсолутната вистина без дебата и со спротиставени мислења. Овој доктор пред 7-8 месеци кажуваше дека е доволно 30 до 40% вакцинирани и со прележани 30-40% ќе имаме колективен имунитет. Од каде сега потребата 80% вакцинирани? Тоа ли е долната граница на уредувачите на новиот светски поредок или ресет? Стотици луѓе во моја средина се вакцинирани, добија тешки удари, срцев, мозочен удар и дел завршија фатално. Зошто го криете ова и до кога вака? Што ви е крајната цел? Зошто ги лажете прележаните да се вакцинираат? Оставете не да живееме нормално, крајно време веќе е. Поздрав, Саздо Јорданов. Вака, Саздо, бидејќи се однесуваш, како да ти кажам, како малски пришипленко, вака, дај ми, смени ми кадар, вака да ти кажам, пошто се однесуваш како малски копилј, ова не е дебата, туку е малски мангуплок. И сега, јас стварно, најлесно ми е да бидам исто вака малициозен и накурчен како тебе. Дури и вулгарен, ама со право. Зошто? Каде си бе, мочко еден, да се јавиш во емисија да дебатираш на ова? За кое здравје на кој полов орган? Ја овде за време на епидемија, додека сите седевте, како пусиња се криевте под кошула, ја овде една емисија не пропуштив. Со отворени телефони, да се јавиш и да кажеш: сега најде да ми се правиш на чалам. Знаеш што? Избриши мрсолите и сиктер. Слободно дај ме на суд. Срам да ти е. Кај си да се јавиш да дебатираш? Кај си да поставиш прашање? Сакаш да дебатираш со докторот? Дојди во емисија. Дојди во емисија. Не да ми кажеш. И кога ќе ми дојдеш со колку умрени, ја бар него го прашувам. Од каде ви се студиите? Колкав е процентот? Ти доаѓаш ми викаш: не е точно, еве јас ти кажувам дека невакцинирани 40 умреа кај мене. Ај сега, кој е точен, кој лаже, врз основа на што? Туку така паушално, за да се чувствуваш дека си над мен, па уште како ми викаш која ми е крајната цел за да го спасувам ја. Мене бе, мене ли најде после 20 години? Кој си ти? Ја 20 години сите емисии ми се на емисија, на YouTube ставени. Знам што сум зборал. Немојте со вакви детски малски муабети, затоа што ја не сум културниот новинар кој ќе ви каже: благодарам за вашето внимание и пријатно. Не, ова е за тебе на клоци и ластик како умало, бидејќи така улета да крадеш кај си у двор, а не сакаше да влезеш да дебатираш или така натаму. И сега, наместо да им помогнеме на овие, ти влезе само да си исплюкаш: еве, сега си славен
извади ја снимкава и хейтајте ме меѓу вас. Фала Богу што сум различен од вас. А ако сакаш, имаш 3 чисти, ќе дојдеш овдека и со сета одговорност. Ќе си не, по Skype. Не итам да те видам овдека у студио. По Skype ќе се јавиш, по име и презиме и за се што ќе кажеш, потоа снимката ќе си биде јавно, па сноси си одговорност, драг мој пријателе. Не, драг мој пријателе. Сноси си одговорност дали си изложал, дали правиш. Ако докторот лаже и се, постои суд, нормално, ќе го осудат. Како? Тоа ја лажеш јавноста. Еве, ако ти ја знаеш, повели јави се во емисија по Skype, кажи ги фактите, ама после да си ги сносиш и последиците, ако евентуално си изложил, ако евентуално си манипулирал, затоа што и за тоа се одговара. Благодарам. Одиме со следното. Контраиндикација менингитис. Почитуван доктор Даниловски. Мојот син сега 24 годишен имаше компликации од претходни вакцини. На 3 месеци по првата вакцина доби менингит. Исто така по вакцинирањето за заштита од заушки 18 месеци повторно менингит. Дали можем да се изземе од вакцинирањето и како е тоа решено? Не сте у системот, значи дали треба да се изземе од вакцинирање ваков случај и ако треба, како он да функционира у системот? Има многу луѓе со автоимуни заболувања кои земаат имуносупресори. Не смее да се вакцинира. Имунитетот им е супресиран затоа што се борат со друга болест. А такви луѓе ги сметаме за невакцинирани, ги сметаме за не во ред. Колку е годишен, не разбрав? 24. 24 години. Мислам дека прво мислам дека не е тоа контраиндикација да се вакцинира, но сепак до нив е, ако инсистираат, не може нели никој да полнолетно е момшето, но изземањето навистина административно не знам како тоа се... Добро, не сте у системот, докторе, вие сте во пензија, не сте во системот, но останува ова прашање да прашаме... Матичниот доктор мора да ги има тие информации. Здравствен работник прележа во ноември. Многу малку антитела, вакцина Спутник 2 дози во првите 100 дојдоа, сега антитела под 100 проверив деновиве. Дали да примам трета? Под 100 рече? Да. Нема потреба. Благодарам. Одиме следното прашање. Ептен сме минути и минути. До крајот, не, ќе продолжиме уште 5 минути ако треба. Сори. Почитуван, ме интересира што е со оние кои примаат хемотерапија и имунотерапија. Да. Апсолутно нема контраиндикација за примање на вакцината, но пожелно е ако дозволува состојбата здравствена, вакцината да се прими барем 2 недели после примање на хемотерапијата и имуносупресивната терапија, ако е можно, повторно треба неговиот доктор да пресече, ако е можно, постепено да се редуцира до нула, на терминот да биде нула на примање на значи, вакцина. Временска дистанца од хемотерапија и намалување на имунотерапијата за да се прими вакцина, ама после може имунотерапија да се продолжи? Може. Дали тоа, ама дали после таа имунотерапија ќе едноставно ако се зарази од корона нема да му функционира вакцината и она што оставила трага во него? Значи вака, ставот со оглед на природата на COVID, ставот е во врска со имуносупримирани особи и лица кои што примаат хемотерапија, да треба и се препорачува да се вакцинираат, затоа што ако се заразат, штетите се поголеми, отколку ако примат вакцина, но сепак тоа да се направи така, да не биде истовремено со имуносупресивната терапија, заради тоа што ефектот на вакцината ќе се компрометира. И затоа се препорачува, ако неговиот доктор дозволи, да се паузира малку со кортикостероидна или имуносупресивна терапија. За очекување ефектот на вакцината кај вакви болни да биде делумно редуциран. Ама боле ишта него ништо. Пак збориме за помали проценти за катастрофални последици ако се зарази од корона. За тоа збориме.
Се разбира, подобро Малце било е подолго на планетава Земја, 16 септември има 7 милиарди 890 милиони жители. Колку е второ добро, фала за податокот. Колку е страшна оваа опасна оваа светска вирусна пандемија по бројот на луѓето во државите со тоа што и земјата по бројот на човештвото, кога вкупно државите имаат починато од март 2020 до днес 4 милиони и 600. Предпоставувам дека на 7 и 8 милиарди ова е колку 2-3% смртност. Колку е процентот на смртноста на светско ниво од корона? Негде околу 2%. Дали е тоа катастрофално, опасно, драматично или? Па во однос на вкупната популација на планетава, сигурно дека не е. Меѓутоа, Да не реагираше здравствениот систем и со мерки вака, колку можеше да биде? Ќе беше катастрофа, како 1918 година. Кога тогаш процентот беше? Па тогаш беа 50 до 100 милиони починати. Спрема 2 милиарди жители тогаш колку имаше, што е многу повисок процент. Па да, треба да пресметаме, не знам како му дај. Оваа година во светот вкупно починале од сите болести 41 милион, во оваа година популација и така натаму, тоа е 10 пати поголемо природно зголемување на бројот на човештвото во однос на вкупниот број на смртно. Добро, окей, не можам, ова бидејќи нема прашање, да видам следното прашање и уште две прашања. Јанко, јас сум Маја, не е со, вика, јас ако сум бозаджија, гостинов ти е алваджија. Види, јас сум проституција, значи дојде со навреда, ама јас се надевам, драга Маја, еве и сликата ќе ти ја објавам, ја сликава, Маја, најверојатно е лажно, да, лажно. Повели, јави се во емисија ако си пофраер, нели? Ја пак велам, за чие полов орган здравје, ја овде сум со отворени телефони. Што ми пишувате сега? Зошто па и не напишете јавно со име и презиме и така натаму? Да ви се јавам по телефон, да ве вклучам у програма. Еве, ако е он бозаджија, нема проблем. Направите го пуздер. Излезете, зборете. Ја кого сум ви забранил да се јавите во емисија и да направите интервју? Сврти го скајпот, зарке кого не сум пуштил овде во емисија? Фала ви за констатацијата, ама thanks for nothing, што да ви кажам. После 2 дози на Синовак треба да проверам прво антитела, ако е низок, можам да идам повторно на Синовак како трета или може да примам Спутник. Дали може да се мешаат вакцините? Спутник може, Pfizer, било која. Но да почека околу 6 месеци, ако оди со доза, со вакцина од друг производител. А ако оди со Колку Синовак... да почека од друг производител ако оди? Па некој вела 3 месеци, јас велам 6 месеци. Докторе, имам примено вакцина Синовак. Да, Синовак во август месец. Не планирам втора доза да примам сега за 3 недели, туку до година. Дали ми е паметна стратегијава? Синовак прва и не сака да прима втора. Не, втората до година да си ја прими. Нема, едно со друго нема да има никаква врска. Нема да и се рачуна првата воопшто. Нема да и се Не за рачунање, него вика, на овој начин сметам дека многу подолго трајно ќе си создадам подолго траен имунитет. Па проблемот е што со една доза Синовак е многу скромна заштитата и практично како да не е. Да речеме, измислувам 10-20% за заштита. Тоа кого го задоволува? Јас сум задоволен со 20%. Се шегувам. Генерално. Може не Провизија, мислев. Провизија од набавка на вакцини. Која вакцина треба да прими прележан и дали треба да прими и ако има доста антитела и после 6 месеци? Значи, што препорачувате за прележан од корона? Кога да ја прими? И дали да ја прими ако и после 6 месеци има висок број на антитела? Па ќе почнем од крајот, ако има висок број антитела, макар било после 6, било после 16,
нема потреба од никаква вакцина. А оној момент кога ќе му се приближат антителата до граничната, до референтната вредност на тестот, тогаш е доволно да прими една единствена доза на вакцина од овие по имуногените, Pfizer или Sinovac, да кажеме, или од поскромниве Sinovac, да кажеме, 2 вакцини. Ама дури откако ќе му се намалат антителата таму некаде до минимумот. Мој познаник, колега од работа, пројави неверојатни симптоми и после 2 дози на Sinovac, ние сме просто шокирани. И ја морам, јавно ќе ти поставам прашање. Значи, он пројави, после првата вакцина, пројави силни стомачни тегоби. Ништо друго, силни стомачни тегоби. Му реков дека е тоа сосема случајно, у разговорот, нели, си разговараме меѓу себе, пријатели сме, нормално, но интересно дека по 3 недели после тоа ја прими втората доза, истите симптоми. Значи, буквално е физички исцрпен. Како тоа, ја разбирам, нос, глава да те боли, несоница, тахикардија, нервниот систем горечка, затежнато дишење, но ниеднаш не сретнав сериозни стомачни проблеми, како стомачен вирус, ама оној најдраматичен стомачен вирус. Што му се случи на мојов колега? Реакциите се случуваат од сите органски системи, не се знае никогаш каде ќе биде акцентот на кои симптоми, од кој органски систем. Во случајов јас навистина неам слушнато гастроинтестинални тегоби да се јавуваат. Нели? Ама нели не можеме, нема научен доказ дека му е од вакцината. Ама и двете симптоми, значи се вакцинира прва, почнуваат симптомите, му исчезнува. Доаѓа втората наред, вика страф ми, ама ке идам, отиде и пак истото. И сега човек... Да, тука има вака една можност да се должи таквата реакција на вегетативниот нервен систем, ако тој бил устрав и знаете како кога си многу здрав те спотерува, имаш како кажам активиран, ти се активираат сревата. Гастритис активиран. Јас сум го приметил кај многу луѓе под силен стрес, прво удира на стомак, на желудник, после удира на срце. Не е исклучено дека овие вакви негови реакции може да се должат на вегетативни растројства. А може ли тоа да не биде од помисла, да биде затоа што самиот вирус го видовме дека прво што удира на нервни завршетоци и свативме дека го вознемирува севкупниот нервен систем, не удира само на бели дробови, не удира на срце. Има луѓе кои се жалат на тахикардија, несоница, панични напади, карпи луѓе кои вика се чудам бе, ноќни мори, напади на паника. Тоа значи дека вирусот како елиен те јаде во мозок влага, во нервни завршетоци. И уште ова на крај. Како може? Значи, знаеме, кога ќе се разболиш од грип, нос, грло, бели дробови. И тоа е. Кога ќе те фати стомачен вирус е стомачен вирус. Кога ќе те фати, не знам, некоја болест и ги знаете симптоми, тоа се симптомите и така диагностичено тоа. Ова нема унифициран. Каков е овој вирус да ме убеди некој дека е природен, кога кај секој втор човек, вашата колешка, кога ме пративте после прележувањето на интерна клиника, ми рече, ја вакви симптоми сум видела само во Либија кога лечев војници изложени на боев отров. И тогаш ме потреса. Она ушала, као ми го кажа тоа. Но вакви различни клинички слики да видиш, например, 10-20 годишни момчиња кои исто јадат, исто под пушка се, под исти услови, под све. Едниот на јетра, другиот на срце, третиот на мозок, четвртиот на ово. Отрованјето. И вика, сега го гледам истово со овој вирус. Вирусот има табиет, јасно е дека примерно и всушност исклучиво
ги напаѓа крвните садови. Значи, од најкрупните до најситните, комплетната циркулаторна мрежа, комплетната мрежа на крвни садови, односно конкретно ендотелот или внатрешните површини на крвните садови. Ги руши, да кажам, предизвикува воспаление. На тоа се должи и кај сите речиси присутното зголемување на оние дедимери, затоа што тоа воспаление на ѕидот на крвните садови на сите доведува до склоност кон тромбоза, создавање на тромби, а дедимерите се резултат на нивното топење, на нивното разградување. И се индикатор дека има процес на тромбоза низ организмот. Ако знаеме дека капиларна мрежа, капиларни мрежи, капилари има во сите органи, од мозокот до секој мускул, до секој органче наше. И ако тие крвни садови се погодени од вирусот, тогаш е јасно дека ќе се пројават симптоми и во оној орган во кој што тие се наоѓаат. Тоа што кај некој ќе бидат доминантни симптоми од еден орган, од друг орган, од трет орган, тоа веќе е врзано за индивидуалните карактеристики на имунолошкиот систем, или ако сакате има еден друг момент од тоа како и каде се во поголем број присутни така наречени ACE2 рецептори во крвните садови, за кои што вирусот се закачува, како клуч во клучалка им влегува. И сега такви ACE2 рецептори во нашиот организам, кои го пречекуваат, како котви, го пречекуваат вирусот, во некои органи, некои луѓе имаат повеќе од нив, во белите дробови има најмногу, во некои органи имаат помалци и така натаму, па можно е да и од тоа зависи дали одредени симптоми во одредени органи ќе бидат поизразени или помалку изразени. Однапред не можеме да знаеме такви рецептори каде има повеќе во кој дел од нашите тела. Сосема за крај, за вас и за гледачите. Димитар Почевски пише овака: немам прашање за доктор Даниловски, фала Богу поминавме некако и не му се јавувам да го замарам. Сега сакам само да го поздравам и да му кажам: јака ти душа, докторе, среќна лесна пензија. Лека ноќ и пријатно вам, докторе, и вам, почитувани гледачи.